Македонски медиа сервис. mms.mk. Моја општина. Општина Лозово е новоформирана општина. Порано беше дел од општина Свети Николе, но и денеска зафаќа голем дел од Овче полејето. Општината припаѓа на источниот регион на земјава и преку нејзиното седиште, еве тука сме во седиштето на општина Лозово, поминува главниот пат Велес-Штип, како и железничката линија. Во општината има 11 населени места и брои, според податоците од последниот попис, 2800 жители. Градоначалник на општина Лозово е Ацо Велковски, млад човек, семеен човек, претходно вработен во Министерството за внатрешни работи. Еве колку работата во полицијата ви помогна или одмокна до вршењето на функцијата градоначалник? Едноставно, како е да се биде градоначалник на оваа општина? Благодарам на прашањето, благодарам што сте присутни овде на ова и дадовте шанса да дадеме едно интервју за нашата општина. Па најпрвин сакам да се надоврзам на вашиот исказ дека ние се наоѓаме на централниот дел на нашата држава. Местоположбата допринесува и како за развој на нашата општина, но од овие 11 населени места што ги кажавте, 9 се населени. Останатите две села веќе имаме по 2 жители, севоритските делови. Од тие 5 населени места се со погусто население, додека останатите 4 се со помал број на населението. Функцијата што ја обавува во Министерството за внатрешни работи помогна и во X проблеми за решавање на нашата општина, од причина што нашата работа беше оперативна во Министерството за внатрешни работи, имавме контакт со секаков вид на луѓе, посебно бидејќи сум овде роден во Лозово, ги познавам сите до еден од населението. Ние сме тука околу 2850 по број, но имаме една миграција што се иселуваат луѓето. Самиот тој дел и самиот тој спој дојдов до некој заклучок дека можам со разговор со нашето население можам да помогнам и како во развојот на нашата општина, и така дојдов и до идејата да се кандидирам за кандидат. Јас бев кандидат и во 2013 година, сега во 2017 година исто бев кандидат и веќе сум скоро 4 години градоначалник. Тука сме да помагаме на населението, се познаваме сите меѓусебно. Спојот полиција со градоначалник е сосема различна функција, значи нема ништо слично, бидејќи и јас и мислам дека ги сложат и другите градоначалници. Сето тоа друго го замислувавме на некој начин, дека функцијата градоначалник е едноставна функција, дека треба да се решат некои проблеми, да се помогне на населението, но веќе со самото доаѓање на позицијата за градоначалник стасуваат и многу нерешени прашања, проблеми од секаков вид, посебно ние како на мало населено место. Ке градоначалникот нема, ке мене нема ден за прием, секој ден доаѓаат странки, секој ден се помага на населението и тоа од различни гранки. Тука се од земјоделие, од сточарство, од субвенција, од тутунарство, лозарство, и веќе другите работи што остануваат на локалната самоуправа, да ги решаваме инфраструктурните проблеми од водоснабдување, канализациони системи, патишта, улици и сето тоа друго што е во ингеренција на самата општина. Така, дали ги имате потребните услови во општината за да го реализирате тоа што сте го замислили како ваша програма? Општина Лозово од 96 година до пред 2 години немаше општинска зграда и едно од моите ветувања во изборната програма кога се кандидирав за градоначалник беше изградба на нова општинска зграда. Веќе овде седиме пред општинската зграда, имаме нова општинска зграда со 24 канцеларии, со простор околу 400 квадрати, комплетно реновирана внатре, со сета потребна опрема што им е потребно на административните службеници, од компјутери, бироа. Ги направивме сите тие за да можат да услугите на населението да бидат многу побрзи, многу поедноставни и на брз начин да може да соодветно одговориме на секој прашање или некој проблем доколку се јави во нашата општина, да излеземе во пресвет и тоа да го решиме на најсоодветен начин. Додека порано нашата општина
беше во просториите на местна заедница Лозово, имавме мали 3 простори, тоа веќе беше околу 22-3 години и самата моја идеја и потребата на населението, но и самите административци што работеа во општината, веќе се бараше да изградиме на нова општи зграда и тоа веќе го направивме. Тука сме пред општинската зграда и условите се на највисоко ниво. Така, дали вие сте рурална општина, колку законите кои што нели ги имаме и се актуелни, ви овозможуваат работата да ја одвивате онака како што се замислиле, с оглед на тоа што потребите на граѓаните од оние големи центри и овие во руралните средини се различни? Па видите, ако мала општина со помалку број на население, сепак ќе се вратам на тоа. Сите се знаеме меѓу себе. И нормално во руралните општини порано имаше председатели на местни заедници, сега имаме градоначалници. И нормално е потребата да дојдат да барат директно кај градоначалникот. И ние, мене ми е мило што имаме и секојдневно имаме наши граѓани и така допираме до нивните проблеми, ама така ги решаваме. Иначе нема да знаеме точно на кој што му треба. Но тука се соочуваме со една интересна појава да и самото население бара помош од типот на земјоделие, од типот на лозарството, од типот на чување на овци, на кози, начините, ИПАР програмите, значи се тоа што е потребно на населението и да тука ги прешуваат тие работи, ама и од тука се одат задоволни. Значи имаме добри административци во нашата општина и секој барање на било кој граѓанин да дојде, ние соодветно одговараме и помагаме. Нашата обврска е да имаме конекција со централна власт и тоа го правиме на многу добар начин, така да се што е потребно, порано иде во Свети Николе, сега тука го бавува тоа. Наша обврска и наша интенција е секогаш да помогнеме на граѓаните. И да не одат до Скопје, да не одат до Свети Николе за било каква подорба, тука да ги решиме проблеми и од тука да се одат задоволни. Така, освен нели општинската зграда, што за ваква мала општина е навистина огромен проект, нели? Каде би ги ставиле акцентите, што е она што друго во текот на овој период е направено за подобрување на условите за живот на населението? Вака, бидејќи сум овде роден, ги познавам сите, ама ги познавам и населените места. Желбата на секој населено место, па дека биде рурално и мало место, е нормално нели да имаме водовод, канализација, убави патишта, тротоари и ред сите останати пропредни работи за да биде урбано место, како што треба, како што толику и секој граѓан да се осеќа убаво. Се соочивме со проблем со катастрофална инфраструктура, проблем што требаше ние да го решиме. Но желбата моја беше уште поголема, јас да го решам тоа. Така, иако сме мала општина со мал број на население, во 11 населени места, први сме во регионот, во нашата држава со 97% приклучоци во канализациона мрежа и 97,6% приклучоци во водоводна мрежа. Со тоа што тие 2-3% се оставени на луѓе што се иселени пред 20-30 години од некој населено место и не се вратени назад. Со решавање на водоводната и канализационата мрежа се јави потреба да правиме проекти, да асфалтираме улици. За време на мојот мандат за овие 3,5 години имаме асфалтирано повеќе од 22 улици, имаме тампонирано 12 улици во населените места, кои имаме асфалтирано патниот правец Карахманово-Милиново должина од 3,8 км и сега најново што е, веќе имаме одобрено средства од Светска банка во висина од 580.000 евра и имаме изработено околу 31 проект за улици и патишта во нашите населени места, поточно во село Милино ќе асфалтираме 13 улици, во село Каратманово 8, во село Дорфулија 8, Лозово ќе добие една улица, Џаматови, Сарамзалин. Ова е нешто ново и сето овој збир кој ќе го ставиме за неполни 3,5 години или 4. За овој мој градоначалнички мандат имаме околу 52-3 улици асфалтирани. Тоа е рекордно нешто направено, но самата потреба и тоа си го бара и населението и ние како локална власт да биде средено, урбано и тоа го правиме. Во континуитет, едно од другите проблеми кои се наметна да имаме нова градинка, односно имавме еден стар објект од 100 години, направивме нова градинка во соработка со Министерството за труд и социјална политика. Се јави потребата да имаме нова спортска сала која ветуваат
20 и неколку години, сега е веќе во завршна фаза, за неколку дена ќе отвориме. Се јави потребата да направиме мултифункционален културен дом и тоа го решиме, направивме за прв пат мултифункционален културен дом, така да потребните оние институции што ги задоволуваат потребите на граѓаните веќе ги имаме. Потребата наша се јавува за развој на локалната самоуправа. Развој на нашето подрачје, веќе тоа го правиме за прв пат од постоење на општината. Имаме веќе две инвестиции во нашата општина, едната веќе е завршена и во завршна веќе работи, тоа е фабриката за сточна храна во близина село Каратманово и една е инвестиција во градба, тоа е изградба на биогасна станица за производство на 2 мегавати електрична енергија, вредноста на проектот е 7,5 милиона евра и веќе имаме преговори со германска фирма за изградба на фабрика за палети и изградба на фотонапонски панели. И како ќе помогне во развојот на нашата општина, тоа е нешто прв пат и веќе со наредниот период со што треба општината се занимава е точно тоа во развојот на локалниот економски развој. И тоа го прави. Како за реализирање на сите тие проекти потребна е подршка нели од Советот? Каква е соработката со Советот? Со Советот има прекрасна соработка. Нормално да слушнеме различни мислења, имаме и опозиција, и имаме наши советници, но секогаш имавме заеднички став кога се работеше за некои проекти од наше значење за нашата општина, се гласа и едногласни одлуки, некогаш имаше и двојба, воздржани гласови и против, ама сето тоа е во делот на нивното размислување, но кога се работеше за нашата општина, кога беа образложени добро проектите што ќе се реализира во текот на наредниот период, гласавме сите едногласно и соработката до ден денеска таква. Нешто околу планот на урбанизација. Руралните места малку потешко и оди околу ова урбанизација. До каде сте, дали се изработени урбанистички планови? Општина Лозово за прв пат ќе има урбанистички план. Тоа е веќе однесен во Министерството за транспорт и врски и чекаме согласност. Тоа е нашата основа за напред, за да може да продолжиме во инфраструктурата. Тоа што се случувало во изминатите периоди, не се сакало ни не се имало слух да се направи некој урбанистички план, но веќе со завршување на нашиот урбанистички план во наредниот период очекуваме и веќе предвидовме и средства во малите места да донесеме урбанистички планови. Така, посебно се зборува во овој период и околу новиот закон за легализација на дивоградбите. Дали се соочувате со таков проблем, барем што се однесува до легализација? Па видите вака, има поднесено апликации и секој сака да се ги легализира. Тоа е точно, ние го чекаме овој закон, мислам дека ќе биде брзо изгласан, ќе помине и така да одделението за урбанизам е тука спремно. Апликациите се сега кај нас и можеме веднаш да излеземе во пресрет и да ги решиме експресно брзо тие проблеми. Така, што прави општината на планот на екологија? Слушаме, како што сум читала, има доста реакции околу од опозицијата во врска со некои предвидени проекти околу изградба на кафелерија. Во моментот нема такво нешто. Нормално е да има и опозиција, секаде кај што има опозиција и нормално да критикуваат, ама да критикуваат со докази, со аргументи. Овде опозицијата проба да изманипулира нешто со јавноста, со нашите граѓани тука, за кој знае што ќе се случи некоја катастрофа во општината. Јас тврдам дека сме една од најчистите општини во нашата држава со 0% загадување. Ние немаме тука тешка индустрија, нема ни да има. Нашата индустријска зона што ја веќе имаме во општина Лозово е со намена за лесно незагадувачки објекти. Значи, доколку се дојде до некаква реализација за изградба, како сега што ги спомна, фабриката за пелети и фотонапонските панели, тие не загадуваат и нема да загадуваат. Така, што според вас треба следно да направи централната власт, а што следно треба да направи идната локална власт во општината? И како оценувате соработката меѓу општините и централната власт, посебно како рурална општина? Јас можам да се пофалам, а ќе се пофалат и сите градоначалници од сите рурални општини, бидејќи како никогаш до сега централната власт помага на локалната.
Значи сите овие проекти изминативе 3,5 години се што имаме реализирано со помош на централната власт, зашто ние сме мали општини со мали буџети. Имаме буџети да нормално функционираме ние како општина, но оние објекти и проекти што сакаме ние да ги реализираме се многу скапи, многу коштат и така да се што е на наша идеја, замислено и на совет изгласено, побарано од централната власт, досега од сите 100% можем да кажеме, од сите побарани проекти, од сите апликации, сите ни е возвратено и тоа е изградено со помош на централната власт. Тоа што централната власт треба да го направи, прво ние треба да го направиме како локална власт, а тоа е да се спроведе децентрализацијата на овие рурални општини, ама сека општина треба да си ги створи прво условите, да ги направи тие капацитети, па после да бараме од централната власт да се префрлат тие ингеренции. Едно од тие ингеренции и еден дел од таа етапа на децентрализација е префрлување на надлежностите за прв пат, веќе скоро неполна година, се префрлили надлежностите за управување со градежното земјиште од централната власт на локалната власт. Така, според вас, еве, кога станува збор или во поглед на децентрализацијата, во кој дел, во кој сегмент општините би требало да имат повеќе слобода, да не зависат комплетно од централната власт? Каде би треба повеќе слобода? Каде овие рурални општини можат повеќе, да речеме, во поглед на земјоделието, околу распределбата на земјиштето. Дали тука би требало да имате поголема слобода и да не зависите строго од централната власт? Видете, ние сме оставени како општина по мал број на население, ама по голема територија. Кај нас има околу 5,5-6 хиljadi хектари обработливо земјоделско земјиште. Од тие 5,000 хектари беа државно, уште се државно земјиште, но знаете, едно 7-8 години тоа не беше обработено. И нашиот став како локална самоуправа во разговор со централната власт, со Министерството за земјоделие, побаравме земјата да биде поделена на идни инвеститори, на кооперанти, на земјоделци, на индивидуални земјоделци, и тоа се случи пред 2 години и веќе имаме трет оглас за доделување на земјиштето до 3 хектари на 3 хектари. Имаме сега во моментот и јавен повик да се додели таа цела земја, да се испарцелизира, а бенефитот го имаме и ние како локална власт и државата, зашто распределбата секоја година процентот паѓа, беше 80-20, 70-30, сега е 50-50 и сега можем да кажем за прв пат нашата општина од наредната година можеме да функционираме не така самостојно, но имаме еден прилив на средства во нашиот каса и можеме некои ситни мали проекти да си ги реализираме сами, да не бидеме толку зависни од централната власт. Но пак ќе кажем, оние крупни проекти, големи проекти што се големи инвестиции, сепак ќе мора да побараме поддршка од централната власт и мислам дека тоа ќе се исполни во наредниот период. Така, на крајот сте на првиот градоначалнички мандат. Дали би направиле нешто поинаку да сте на почетокот на мандатот? Видете, многу е различно на почетокот кога почнувате со градоначалничката функција и кога сте на крај. Веќе имаме многу добро искуство, познавање скоро на 90% од работата на администрацијата, на сите оделенија. На почетокот нормално се случуваме со проблеми што не ги познаваме, но тоа не беше кочница за развојот на нашата општина. Значи, секогаш кога ќе прашаме некаде и нашата администрација веќе е изголемана, соработката со централната власт беше постојана, комуникацијата беше постојана и немавме некои проблеми, но сепак секогаш кога прашавме, секогаш ни беше одговорено како што треба и така и полека се развивавме. Тоа што треба некој да го направи пред да дојде, треба прво да се добро приспитаме секој зошто сакаш да бидеш градоначалник на некоја општина, па нека биде рурална, а после тоа да видиме како и на кој начин ќе ги реализираме проектите. Значи секој треба да има добра програма, да биде издржлива и со тоа да каже кога и на кој начин ќе биде реализирана. Мојата програма од 2017 година е околу 85-90% реализирана, но ние не застанавме и не се фокусиравме на самата програма. Значи, решиме тоа што решивме, изградивме овие капитални објекти, се што требаше. Тука не застанавме, имаме направено уште X други работи што не беа во програмата, ама секој беа од барањето на граѓаните. Нашите средби постојани на терен, тука вродија со плод, зошто секој ќе си го кажеше проблемот, малската средба, имаме ваков проблем, таков проблем. Тука ни дадоа
ќе ни дадат идеја, па ние тоа ќе оставиме во програмите, ќе се преточи во буџетот и во во реализација. Така, вие сте семеен човек, колку еве наоѓате баланс меѓу семејниот живот и градоначалничката функција, колку еве ја имате поддршката за да го работите тоа што го работите? Од моето семејство имам огромна поддршка, но самата функција не дозволува доволно време да поминеме со фамилијата. Тоа го сите знаеме, ние сме на, да не кажам, 24 часа на повик, да одговориме на телефон, на порака. Тука сме пак, ќе рече, мало место, може да ми додат и дома, да прашат, да видат, може и во општината, но самата функција не дозволува некако емоција да можеме да се чувствуваме така послободни, него активни 24 часа, да кажем и за време на викендите. Тоа се случува на секој градоначалник, не само на мене. Ако немаме поддршка од фамилијата, значи не може и ние да функционираме натака. Така, благодарам. Моја општина. Македонски медиа сервис. mms.mk